Добар ден, почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Еве традиционално во петок, точно на Пладне, означуваме почеток на карневалските денови овде во Прилеп. Ја започнуваме оваа манифестација, 25 години традиција од карневалот во Прилеп со отварање на изложбата маски од основните и од средните училишта во градов. Навистина сум импресиониран од првичната гледка од она како нашите ученици во нашата општина биле креативни, како тие го доживуваат својот, односно со нивни поглед како доживуваат дека треба да изгледа карневалот. Имаме представници од традиционалната маска која што е стара повеќе од 100 години од мечкарите и тие се навистина нешто што треба да се види, да се доживее. Ја користам прилика да бидете сите посетители на овие 3 дни на карневал, погледнете ја изложбата. Ве чекам утре во 12 часот на градскиот плоштад да ги погледнете маските од нашите најмлади од градов и традиционално во недела во 13 часот на дефилето на маски, кое што оваа година е со меѓународен предзнак, односно имаме гости маски од соседните држави овде на Балканот. Очекуваме до година дека би имале уште повеќе гости, уште повеќе маски од секаде во светот и за уште поголема тежина на овој настан заради годишнините кои што ги славиме 100 години Прилепски мечкари, 25 години карневал Прочка возобновен. Го имаме и председателот на Европската федерација на карневалски градови кој што во недела ќе биде присутен на овој карневал. Значи комплетно го враќаме сјајот на она што значеше карневал Прочка во Прилеп 2026 година ќе биде забележена во аналите и ќе имаме еден поразличен начин на прославување на овој карневал и почнување на големите поклади, односно великденскиот пост кој што кај христијаните и овој ден го означува. Се наоѓаме на изложбата по 25-ти пат за големиот карневал Прочка, кој што годинава има и меѓународен карактер. На изложбата се изложени над 500 маски, изработени од учениците од основните и средните училишта, но и од градинките во градот. Навистина преку нив тие покажаа нивната креативност и сето она што значи тие се наши најмлади учесници и се мост помеѓу традицијата што ни е оставена и днината. Така да имаме од традиционални, модерни маски и сето тоа со ова го означуваме почетокот на карневалот во Прилеп. Дали се внимаваше на она да бидат природни материјали, сепак и нашиот карневал е малку поинако од овој? Токму така, таа изработка, дали се од природни материјали, како се комбинирани, какви техники користат, повеќе жири комисијата се ги ценеше нивните работи, а тие работеа под менторство на нивните наставници по ликовно образование, на оделенските наставници и секако дека се внимава, затоа што мечкарите се и наше заштитено богатство и така да дел од тоа наследство е вкаено и во овие маски. Оваа година, како и секоја година, ни беше нас како комисија чест да бидеме дел од овој карневал. Има навистина многу убави маски, секоја година се поинтересни, затоа имаме и многу повеќе категории оваа година, освен традиционални избравме и најиновативни. Секако им одадовме внимание на оние кои што се најоригинални, најкреативни и им честитам на добитниците за нивната креативност и имагинација. Се надевам дека наредната година ќе имаме уште побројни и пооригинални. Колку вкупно маски годинава доделувате, бидејќи има различни категории? Така. Ова награда? Да. Како точен број, не знам да ви кажам, многу голем број на категории се. Имаме маска за традиционална маска награда, за основните училишта, средните училишта, најиновативни и секако за најмалите од градинките. Нашата маска е Прилепски мечкар, чувар на традицијата. Ја изработивме заедно учениците со помош на родителите. Ја спремавме, па може би од прилика 2-3 недели. Бараше повеќе време, повеќе труд, затоа што сето е делче по делче, мониста по мониста рачно работено. На крајот маската ја финализира Александар Стојчевски, кој на нашето парче материјал, што ние со родителите и со учениците го изработивме, му даде душа, ги стави роговите, черепот, крзното и со тоа целата маска всушност заличи на еден вистински прилепски мечкар. Ова е прво место од прво до петто одделение? Добивме прва награда, да, во категоријата од прво до петто одделение. Прва награда, да. Пораката на маската?
Која е пораката, дечињата ќе ја кажат? Ајде. Може да зборува маскирано дете. Може да ја кажете во хор пораката од нашата маска? Ајде. Да ја чуваме и негуваме традицијата. Сакаме да се заблагодариме на организаторите за оваа награда. Многу ни значи затоа што оваа награда е всушност награда за тимската работа, за споената креативност на повеќе души кои успеавме да го создадеме ова прекрасно и уникатно дело. Јас сум Димитар Седловски, доаѓам од основното училиште Блаже Конески. Ментор ми е наставничката Елена Димовска Николовска. Посебна благодарност сакам да упатам до мојата наставничка Полиговно за нејзината безизмерна поддршка и љубов, за која ми помогна многу. Маска е направи, ајде кажи, што представи. Мојата маска представува изгорено дрво, представено во човек. Пораката на оваа маска е да не биде никое дрво повеќе пресечено и да бидат заштитени шумите. Колку ти беше тешко да ја изработиш онаа маска? Дали со колку време ја работеше? Оваа маска ја изработив точно 2 месеци. Имав мала помош од мојата мајка. Какви материјали користеше? Користев природни материјали, дрво, сунгери и така.